Одбележена 10 годишнината од въведувањето на посебни паралелки за деца со аутизам. Од отварањето на овие паралелки во 2007 година, покрај честите дидактички опремување и поддршка на секои 5 години, се реализира по еден огромен проект поддржан од општина Струмица. Од 2017 година стопреми сензорна соба и соба за сензорна интеграција на учениците со аутизам поради големите нарушувања во сензорниот развој. Од почетокот па до денес, од тука помина и поминува вкупно 18 дечиња со аутизам и среќни сме што успеавме да ја зголемиме и оправдаме довербата кај родителите и стручната јавност. И денес, кога се прашуваме како поминаа 10 години од образованието на овие ученици, тука и воопшто во Македонија, како се развива паралелките, констатираме, навистина беше тешко и макотрпно. Бараше посебни амбиции, напор и вончовечко трпение да се скрши ледот, да се направи непостоечкото, а најмногу да се избориме со суровото општество и систем во државата. Денес облагодариме на градоначалникот тогашен Зоран Заев, што не поддржа и им беше другар на нашите ученици на секој одбележување и празник, а се надеваме и сме сигурни дека во сегашниот вршител на должност градоначалникот Костадин Костадинов ќе најдеме партнер и соработник за нашите идни и поголеми планови, не по важност, ами по одговорност. Им благодариме на сите што на било кој начин ни помогна и на утешија во тешките моменти. Ветивме и ќе го исполниме. Овие паралелки за образование на ученици со аутизам како првиот ваков вид во Македонија ќе прераснат и ќе се трансформираат во голем, современ, напреден, стручен и методолошки сеопфатен центар за аутизам, како посебен административно образовен ентитет во Република Македонија, бидејќи ако тогаш го покажавме патот, денес ќе продолжиме да го трасираме истиот, со искрена надеж дека новите текови и трендови во државата ќе ни овозможат да покажеме и докажеме колку и како знаеме. Пред само 2 дена, светот го одбележа 2 април светскиот ден на аутизмот од страна на Генералното собрание на Обединети нации. Една од главните цели на овој ден е подигање на свеста за аутизмот кај сите слоеви во општеството. Има и зошто да биде така, бидејќи податоците од Светската здравствена организација за минатата година дека едно од 66 деца покажуваат знаци на аутизам. Каква е таа бројка во македонски рамки се уште е непознаница, но факт е дека бројот на аутистични деца рапидно расте. Денеска, одбележувајќи го овој ден, одбележуваме еден мал, но значаен јубилеј. 10 години од почетокот на образованието на ученици со аутизам. Во посебни паралелки во Општинското основно училиште Сандо Масев од Струмица, при тоа мора да се истакнат 2 факта кои посебно импонираат. Првиот факт е тоа што образованието за ученици со аутизам во нашиот град започнало пред донесувањето за одлуката за востанување на Ден на свесноста за аутизмот во светски рамки. Вториот факт кој треба да не прави горди е тоа што нашиот 10-годишен јубилеј е всушност и македонски јубилеј, што значи дека Струмица е втемелувач на образованието за ученици со аутизам и вистински урнек и за другите општини во државата. Таквиот позитивен епилог е резултат на нераскинливоста на неколку значајни алки, меѓу кои треба да се истакнат младите дефектолози на чело со Спасе Додевски, како носител на иницијативата. Потоа Општинското основно училиште Сандо Масев, кој широм ги отвори своите порти за реализација на извонредната идеја и секако тука е најважната и носечка алка на целокупниот зародиш, а тоа е доскорешниот градоначалник на општина Струмица Зоран Заев, кој со манир на визионер и вистински татко на сите граѓани, добрата идеја ја преточи во непроценливо историско дело за децата со аутизам. Поради таквиот негов ангажман треба да му бидеме бескрајно благодарни, а јас како негов следбеник сум особено горд што можам да го продолжам патот кој тој го трасираше. Градоначалникот Зоран Заев и општина Струмица се најзаслужните за отпочнувањето на образованието на ученици со аутизам во Струмица и во Македонија, но и за сите други ангажмани кои следуваа, а во насока на просторно проширување и осовременување на условите за непречено одвивање на образовниот процес. Општина Струмица и јас како ВД градоначалник ќе обстоиме во заложбата за понатамошен растеж на овој вид на образование,
а за доброто на децата со аутизам и нивните семејства. На денешното јубилејно одбележување на паралелките за деца со аутизам беше и председателот на Советот на општина Струмица Јосиф Христов и членовите на истиот, представници на Оделението за образование при општина Струмица, наставници, родители и пријатели на децата со аутизам.